Афрона Веризволи по само неколку дена директорување ќе биде разрешена од владата од позицијата прв човек на телото за ревизија на ИПА фондовите. Таа на позицијата дојде по предлог на Вреди, а во јавноста се реагираше дека не ги исполнува условите и дека нема лиценца за ревизор. Ја известуваме јавноста дека назначената Афрона Вервизоли во текот на утрешниот ден ќе биде разрешена од местото ревизор на ИПА фондовите. Воедно посочуваме дека е потребно и вниманието да се насочи кон отворените злоупотреби на парите од ЕУ и фондовите ставени на располагање кои беа присутни во изминатиот период, а за кои постои пишан трак и нотификација од Европската канцеларија за борба против измами ОЛАФ, или поради таквото работење побаруваат од државата исплата на неколку милиони евра. Оттаму наведуваат дека пренасочувањето на вниманието кон други теми го толкуваат како бегство од одговорност за ваквите злоупотреби. И од коалицијата Влен соопштија дека ќе биде назначено друго лице. Ја информираме јавноста дека коалицијата Влен уште пред неколку дена го повлече именувањето на Афрона Вервизоли како ревизорка на ИПА фондовите. Иако Вервизоли има одлично CV и значително професионално искуство, донесовме одлука таа да биде привремено заменета со друг кадар од нашите редови. Ова одлука е направена со цел да се осигура дека сите строги стандарди и барања на Европската унија ќе бидат целосно исполнети, додека Афрона ја заврши својата обврска со добивање на сертификатот. Претходно опозицијската СДСМ реагираше дека се поставуваат несоодветни кадри, а владеачката ВМРО ДПМН порача дека ќе има одговорност за злоупотребите на европските пари. Инак услов за главен ревизор е кандидатот да има соодветна стручност, знаење и искуство во областа на ревизијата и да поседува еден од неколкуте меѓународни признати сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од 5 години. Главниот ревизор за ИПА фондовите и целото ревизорско тело отче даваат и пред ЕУ. За случајот со Веризволи по информациите во јавноста дека таа имало единствено искуство од работа во банка, се заинтересира и Државната комисија за спречување на корупцијата и делегацијата на ЕУ во земјава.